Станарите на комплексот згради на дел од булеварот Октомвриска револуција вчера вечер и пред надлежните го повторија ставот дека не се против воведување на зона Б, туку бараат резидентите да не плаќаат за паркинг услугата, односно жителите кои што со децении живеат во стамбените објекти сакаат да користат повластено паркирање. Граѓаните велат дека не учествувале во анкетата што ја спровело јавното претпријатие Куманово паркинг, која што ја нарекоа манипулативна, посочувајќи дека околу 90% од станарите на комплексот од вкупно 80 згради на булеварот Октомвриска револуција се изјасниле дека се против плаќање на паркинг услуга во нивното подрачје. Станарите сметаат дека во анкетата требало да бидат офатени само засегнатите, а не граѓани од повеќе делови на градот кои што немаат допирна точка со паркинг просторот пред зградите. Тие се повикаа на изјавата на градоначалникот дека за воведување на Б-зоната ќе треба над 51% согласност од граѓаните од реонот каде што се планира зоната. Имаме и подписи, огромен број на згради кои што се 66 тачно. Те моментално ни спомна АЦ66 кои што се преку 70-80%, тоа е вистинска анкета добиена од граѓаните и овој протест што беше тука да видат дека не се служуваме со тоа намерно да ни воведат без некое си правдање. Мора да седеме да разговараме, ние сме за разговор, цивилизирани луѓе сме кои што сакаме да разговараме, да најдеме вин-вин ситуација. Воведување на зона. Знаеш кога се донесува? Кога луѓето имат резервни пари, прво се среди Куманово, па после да дојдат за овакви работи. Луѓето, гледам некој ауто по 2 месеца не се пали. Сега ќе рече, ама коли имат? Да, ама он има за своја потреба која ќе биде болен. Значи, уопште не доаѓа во обзир да се направи зона. Дел од станарите предлагаат зоната Б првин да се воведе во други делови од градот, а потоа и на Октомвриска револуција. Велат на овој начин се чувствуваме дискриминирани и прашуваат зошто да бидат првите во Куманово кои што ќе плаќаат за паркинг пред својата стамбена единица. Генерален заеднички став на сите резиденти, како што можете да видите, е дека резидентите не сакаат да плаќаат нешто кое што до сега не го плаќале и нема потреба. Тоа е приватно, значи ова е простор на зградите, не може да се уведува да се плаќа нешто што е приватно, општината да доаѓа и да го прави општинско. Наш предлог ќе биде да се воведе таа зона во другите места во градот за да видиме како ќе функционира, доколку ни се допаѓа, тогаш и ние можеби ќе размислиме. Александар Трајковски кажа дека сите станари дури од други локации на булеварот кој е долг повеќе од 2 километри се согласуваат исклучиво за повластено паркирање. Како што е во Скопје, во центар, аеродром, резидент Карпош, резидентите не плаќаат, нерезидентите плаќаат. Многу просто. Барањата на станарите од Октомвриска револуција ги поддржува и советничката група на ВМРО ДПМН, која што е во коалиција со власта во Куманово, односно граѓанската иницијатива За наше Куманово. Се поставува прашањето што ќе се случи кога оваа точка ќе се најде на дневен ред на Советот на општината. На консултативниот состанок присуствуваше советничката Валентина Младеновска. Ние како советничка група ВМРО ДПМН и коалиција Обнова за Македонија секогаш ќе го поддржиме ставот и гласот на граѓаните и ќе се бориме во Советот да се почитуваат сите постапки и позитивни законски прописи при донесување на вакви одлуки. Председателката на Советот на општина Куманово, Ивана Ѓорѓиевска, и директорот на јавното претпријатие Куманово паркинг, Сашо Петрушевски, кажаа дека за утре е закажана средба со жителите во општина Куманово на која детално ќе ги разгледаат барањата на граѓаните и ќе се обидат да најдат заедничко решение кое ќе биде во интерес и на општината и на жителите. Од служба ми јавија дека средбата е закажана за петок на 1 во 11:30 и мислев дека е окей тогаш да се сретнеме. Повикан е градоначалникот, урбанизам, комунално, Куманово паркинг, значи сите релевантни институции, јас како председател на Совет. Во меѓувреме дознав дека има ваква средба и сакав да ги слушнам граѓаните каде е нивниот револт, како размислуваат и да видиме со граѓаните, да видиме што може да се најде компромисно решение. После состанокот, каде што ќе ги изнесе своите ставови како јавно претпријатие за сите овие горливи теми, односно за незадоволството на граѓаните, ќе донесе конечно решение за понатамошните чекори во извршување на
реализација за без зона. Возачите во Куманово пак реагираат и на задоснетото, но не и целосно бришење на паркинг местата на едната страна од улицата Ленинова во централното подрачје, откако по одлука на Советот на ова улица се воведе двонасочен сообраќај. Велат предпријатието задоцни со бришењето, па непотребно се плаќаше за паркинг место, а пајак возилото ги отстрануваше автомобилите. По реакцијата, Куманово паркинг со сива боја ги избриша паркинг местата, но граѓаните велат дека се уште е збунувачки и прашуваат кој ќе им ја надомести претрпената штета. Кумановци посочуваат и дека предпријатието има селективен пристап за санкционирање на возачите. Според нив, паркинг услугата функционира само во одреден дел од градот. Многу е лошо состојбата со паркинзи. Дури со улиците треба да бие крузни токови, добре тоа, али и со качиња сегде е лошо. Значи, многу лошо си. Куманово во моментов располага со 700 паркинг места во централното подрачје. Надлежните очекуваат со воведување на зоната Б да се намали сообраќајниот метеж.